Уште малку па ни доаѓа еден навистина интересен празник. Во минатото се одбележувал со револуционерни протести за да се постигне рамноправноста на жените во општественото живење. Додека денеска 8 март е празник кога жената навистина знае да се приушти уживање со патувања, подароци, романтични активности и слично. Мој гостин денеска е Никола Митревски од туристичката агенција Ариес, кој ќе ни каже кои се најпосакуваните дестинации токму за овој празник кај битолчанки. Добре дојдете, благодарам што одвои време ова утро. Добро ве најдов. Секогаш ми е задоволство да бидам гостин кај вас. Ќе разговараме за една добро позната тема за 8 март, Така. празникот на жената. Од еден аспект, што се прави и што во последно време се бара. Нели најавив во самата најава дека порано поинаку се одбележуваше, меѓутоа во последно време да се користи овој празник, да се отпатува некаде, да се одмори самата жена од секој дневие што би се рекло. Меѓутоа што е она што најпоќе го бараат кај вас? Да се потсетиме малку, овој празник почнал да се одбележува, значи за прв пат на Запад, односно во Америка, во капиталистичките земји, но како празник повеќе и така и започнал да се одбележува вистински и со слободен ден за жените во социјалистичките земји, заради тоа што едно потекнува од социјалистичкото движење за правата и равноправноста на жените. Можеби некој ќе рече дека не е во ред да им се даде на жената само еден ден во годината, треба да им се дадат повеќе денови, но како што се одбележуваат многу други денови, добро е што се одбележува и овој, така да речем, ден на жената, мајката, сопругата. И во социјалистичките земји, во кои бевме и ние, тој ден се одбележуваше и како неработен ден, што не е случај во западниот свет, се уште. И до ден денес останато е тој ден да биде неработен во земјите кои беа социјалистички, во источниот блок, во Русија, еве и кај нас се уште, да речем. И тоа е добро што имаме еден слободен ден, па може да се испланира некоја манифестација, да се одбележи. Значи, дали тоа ќе биде некоја прослава дома, мислам, во градот каде што живееме, дали ќе се отпатува некаде. За нас е интересно, заради тоа што имаме еден слободен или два слободни дена и ние можеме да организираме некој пакет аранжман каде што ќе можеме да ги одведеме жените за да направат една добра екскурзија. Ке споменам еден момент, тој е денот на жената, меѓутоа доколку најчесто мажот не го организира нештото, ништо од прославата. Колку битолчани доаѓаат кај вас во туристичката агенција да организираат или да закажат некој пакет аранжман за некое патување? Прво не се слагам со тоа врска со тоа со организацијата. Ако жена организира, да знаете дека е организирано како што треба. А да ви кажам дека посебно за 8 март толку добро се организирани и толку добро испланирано е тоа, како и што и прават и другите работи со добар план, така да за нас е многу лесно и многу брзо. Само ние треба да спремиме неколку програми или пак ги спремаме по нарачка и тие само да си одберат, веќе им е испланирано колку дена, колку жени, кое друштво, која со која ќе оди, дури која со која ќе спие. И за нас е многу интересен празник, заради тоа што многу брзо се прават групите. Наеднаш може 50 души автобус да се наполни за еден ден. Пацето прави списоци, другата паце во другата фирма списоци и веднаш аранжманот е склопен. Сега тука околу плаќањата ние им даваме одредени поволности да платат на рати или некако. Дел од сумата покрива организацијата. Така да во секој случај е многу убав празник. Така, а доаѓаат ли мажи? Да организираат конкретно нешто? Да, доаѓаат. Најчесто се, знаете, во синдикатите, во организациите се мажи најчесто. Па со нив преговараме, разговараме, дали тој дел од сумата кој ќе го покрие фирмата, ќе го плати оваа година 1000 денари, другата година може 1500, знаете, сите штедат сега. Некаде имаше традиција да им се даде, да им се купи нешто на жените, најчесто така дел од гардероба и така. Сега тој дел да го покрие еден дел да си платат сами
и за да можеме ние да дизајнираме и организираме аранжман кој ќе биде прифатлив за сите, да не биде премногу скап, да биде во пакет со слободни денови, да не мора да се губат денови од работа и така. И можем да ви кажам дека сега имаме еден модерен израз за тоа, го викаме тимбилдинг. Тимбилдинг, посебно за жените, е многу битен. Вие, како единки, сте многу специфични. Кога работите повеќе жени во една фирма, и во текот на работата се настанува прегрупирање, лобирање, таа со таата. На овој ден успеават да се сближат. Синхронизација. Да. Не, и тоа посебно кога одат надвор. Не е ова класично, тука ќе одиме в кафана, па ќе јадиме, па едно оро ќе изиграме, па 2 ора. И тоа е битно, но кога одат надвор, настанува една кохезија помеѓу нив. И јас можам да ви кажам, сум заприметил, и ми кажале многу од странките, кога ќе се вратат од турата, одма поинаку функционира цела фирма. Кога жените ќе се удружат, фирмата лета. Помалку и тоа, нели, што пропатувале, ги наполниле батериите, но фелони продолжуваат понатаму. Никола, кажете ми, значи ли тоа дека интересот е навистина голем? Има ли можеби жени кои што се двојат од тие групи кои што вели не, јас не доаѓам заради X причини, или можеби тие се ретки исклучоци? Има и такви, нормално. Прво од економски аспект, значи некои не можат да си приуштат и зависи од тоа која тура ќе се одбери. Сега има фирми кои се повисоко котираат, да речеме, имаат повисоки плати, можат да одберат и поскап аранжман. Така. Има фирми кои имаат пониски плати, па ќе одберат нешто еднодневно или дводневно во близината некаде, па со една мала забава, да не се расфрламе со пари. И тие аранжмани најмногу ни се полнат. Значи, во близина. Еве ќе поразговараме тоа што имаме во програма, стандардните програми што ги имаме во околината. Што се нуди за оваа година? Кои дестинации? Дали е тука близината, соседството, или можеби има и за подалеку? Како стандардни програми секогаш ни се околните градови и бањи. Значи Сандански е секогаш популарен. Бањите по Србија се исто. Лутраки во Грција. Потоа градовите, да речем, со посета до Солун, Тирана. Ова година за Атина има голем интерес. Така се годат деноите, можеме да направиме 4-дневен аранжман, за некои 100 евра се оди до Атина. Се враќа Атина како популарна дестинација, во последно време не беше експлоатирана, не знам зошто. Исто Белград е многу популарен како дестинација за 8 март, Софија, па и подалечните средноевропски градови, Прага, Виена, Будимпешта. Патуваат жените и сакаат да патуваат. А кои жени патуваат? Оние повозрастните, можеби, или оние помладите се повеќе заинтересирани? Мешан е составот и тоа е најдобро. Так. Зашто имаме и повозрастни, имаме и помлади, па кога ќе се удружат, така се прави една интересна Никога ги споменавме бањите, знаеме дека повозрастната популација, посебно жените, сакаат да одат на бањи, за разлика од младите кои што сакаат град каде што можат и шопинг да направат, не знам, да посетат вечерта можеби некоја луда дискотека и да има некој луд провод, така да кажем. Ние како професионалци викаме аранжманот е комплетен кога комплетно ќе се понуди се. Значи и на тие бањите што се оди мора да има тука и забава, мора да има и шопинг. Мислам, шопингот е неизоставен, макар да бил и во Lidl. Так. Значи, мора да влезат и ако ништо друго да разгледат, може би ништо нема да купат. Но психологија е тоа. Значи, мора да се застане во метро во Бугарија, да се оди до Икеа, да се оди во Солун, во Медитеранијан космос. Може би никој ништо нема да купи, но едно-два часа така убаво ќе разгледаат, ќе видат цени, како се припремени се од дома на интернет, што има на попус и како. Информации. Во секој случај интересно. Кога станува збор, нели, за овие понудени аранжмани кои што ги имате соседството, споменавме, нели, Бугарија, Грција, каде најчесто сакаат? Кој е најбиран аранжман? Секоја година различито и можем да ви кажам, ние традиционално работиме со одредена фирма. Значи, нашата агенција со овие две фирми, друга агенција со тие две,
неколку пати, повеќе пати сме биле со организатори за таа фирма и тие не бараат нас и викаат ова година имаме намера да одиме кај што не сме биле, еве да речеме Будва и Дубровник. Можете за таму да ни спремите, ќе ви спремиме. Сега тука се појавуваме повеќе агенции, па тие одбираат, па цената е многу битен момент тука, се разбира. Но наша политика е да одиме со цена која е стандардна за тој аранжман. Значи, да се запазат сите сегменти од аранжманот. Не сме да се пропушти ништо. Не сме да се пропушти да нема забава. Така. И тоа забава, например, еве сега ќе одиме Атина да си носиме наша музика. Има да има проблем, бидејќи Не, никаков проблем. Еве сега бевме за Нова година, се носевме наша музика. Имавме околу 120 гости, хотелот цел беше наш. И веднаш се прави не се атмосфера. случувате со проблеми, бидејќи станува нели збор за Грција, каде што имаме други политички проблеми со таа земја? Никако. Грците се професионалци во туризмот, а посебно тие таму по на југ. Тој проблем постои, мислам, вака лебди во воздухот цело време, но генерално немаме проблем. Дури кога во разговор ќе разговараме, најобичните луѓе многу тоа не им значи. Јас имам еден израз кој често таму го употребувам на грчки кога разговарам со нас, а попуисте аптијали Македонија, од другата Македонија, значи мојата Македонија. И никогаш не сум имал проблем. Сега има секакви типови, како кај нив, така кај нас, така да не знаете која ќе се судрите Така, со тој проблем. Со идеологијата. Јас предлагам од режија да ни пуштат еден материјал подготвен, анкета во смисла на тоа колку битолчанки би сакале за 8 март и каде би сакале за 8 март. Дали би сакале да патувате за 8 март? Да, зашто да не? Секој сака да патува. На која дестинација би сакале да патувате за 8 март? Зависи од понудите од туристичките агенции, каде не е премногу скапо. Моментално ви кажам, немам размислувано многу. Може тука да останам со друштво. Дали би сакале да одите во некоја од соседните држави? Сакам во Австралија да одам од кај што дојдов, таму да се вратам пак. Дали би сакале да патувате за 8 март? Не. Би сакал, зашто да не. Например, Франција, Париз. Па со оглед на понудите што ги нудат нашите туристички агенции, годинава би избрала Португалија како дестинација. Дали би ја изненадиле вашата сопруга за сопатување за 8 март? Па, може, како не се, може да изненадам, да му речам да одиме до некаде да прошараме, да видиме. Која дестинација ви ја избрале? Па, да ти кажам, право не сум за странство да одиме за Грција, како што стално сите. Кажи што сакам да во Дојра. Дојра ми е многу во место, пошто има таму да се јадат и риби убави и во тој смисла на живота. Си оди се го зборам. Каде? Со друштво. Во баро си одака што се договорите и си ода таму, се го таму. Никола, слушнавме од анкетата дека сакаат, каде што не е многу скапо, Париз, Португалија, Австралија беше спомената и посебно Дојран. Еден од мажите каже дека неговата сопруга би сакал да однесе во Дојран. Имаме ли пакети за токму овие места каде што би можеле да отпатуваат битолчанки? Имаме понуда широка. Значи имаме и авионски аранжмани. Не во наша организација, повеќе од скопските туроператори. Помали групи, доке 25-30 луѓе. И одат на разни. За Австралија немаме. За Австралија. Верите, беше многу спеја која што таму доаѓала, ми да сакала таму да Како туристички пакети немаме за Австралија, зашто имаме многу редовно кои одат. Така. Еве размисли да може да се случи некој добар бизнис. Имаме и авионски аранжмани, поскапи аранжмани и метрополи. Има, да, на понуда ги имаме, но стандардно одат автобуските аранжмани до 500 километри од далеченост, да речем. Така. И бројот на клиенти, и на тоа патници, сакам да ве прашам, значи према годините е помал. Значи, мислам дека порано многу повеќе се патувало. Можеби, не знам,
не само од Битола, и од Прилеп, и од другите околни градови. Јас се сеќам, вчера баш бевме со Горки Балојани, една од најпрвите агенции во Битола, кога имаја, да речем, само за Грција 15-18 автобуси за 8 март, една агенција. На што се должи тоа? Може ли да се Не знам, препише имаше на повеќе транзицијата? традиција, имаше поголема култура за патување, тогаш можда, не знам, многу брзо се правеа групите и така. Сега сме поскромни. Значи, од ние од кај нас ќе излезат 2-3 автобуси, можеби. Заедно со нашите партнери, агенции кои работиме заедно, ќе можеби 5-6 автобуси, ако реализираме, за нас е успех. Веројатно и економската моќ тука. Мора тоа да биде направено на рати, да можат да платат на неколку рати, зашто и таму треба да човек да носи пари, треба одреден буџет Така, за сите таму. тоа во ред, меѓутоа, оно што сакав да те прашаме, порано сите фабрики во Битола работеа. Сам кажавте дека преку синдикалните организации најчесто се прават тие патувања организирани па на рати, па неважно како. Меѓутоа, денеска многу малку фабрики имаме. Тоа е и причината, зашто имаше големи комбинати, големи фабрики каде што работеа многу жени. Битола текст само беше 2500, не знам, кожара, фрижидери. И кога тоа се организира, веднаш ќе се створи јадро, ќе се рече одиме оваа година во Атина или во Белград, многу брзо се прават тие списоци. И затоа се полнеа толку автобуси. Сега не е таков случај. А каква е состојбата со Прилеп Кечево? Може ли да се направи на паралела во смисла на Битола? Можам да ви кажам дека Прилеп изненадува. Последните години културата за патување можеби е подобра и од битолската. Зошто не знам, дали е тука и економската причина, можеби има повеќе прилив на пари сега со некои субвенции, со земјоделие, со тутун и така. Но прилепчани изненадуваат, шетаат многу. И имаме многу патници и преку нас и преку другите агенции. Одат и прилепчанки и, значи, еве неколку години имам 2-3 друштва прилепски кои патуваат со нас и се гледа дека веќе имаат туристичка култура, биле на повеќе дестинации, знаат да споредат, знаат што е добро, што не е добро. За нас е тоа многу битно, кога имаме работа со такви клиенти, ни е многу полесно. Може ли малку да поразговараме околу цените на вашите аранжмани? Нормално дека секоја подалечна дестинација или повеќе дневна ќе биде поскапа, меѓутоа од прилика колку се движи цената за едно патување? Почнуваме, значи имаме од еднодневни екскурзии. Значи еднодневните екскурзии можат да бидат и од 600 денари. Па се до 2 дена со едно ноќавање, да речеме, имаме за 3000 денари. 2,5 до 3000 денари. Стандардните аранжмани со 2 ноќавања се од 5000 до 6000 до 7000 денари. Па се до авионските аранжмани кои се движат до 300 евра, 350 евра, со организирани трансфери, водичи, трансфери до аеродроми во Македонија и во дестинацијата, што и не е некоја сума за таков аранжман. Сега ни овозможуваат Визер да имаме многу добри цени и многу дестинации кои можеме да организираме такви патувања. Имаме Париз, имаме Барселона, имаме Венеција и ние помеѓу нас агенциите тоа го правиме заедно за да може програмата да се реализира. Соработуваме многу брзо во врска со тоа за да се собери група од 25 колку што е планирано луѓе за да може да се реализира аранжманот. Така, и само уште едно прашање во смисла на покрај овие надвор излегувања, нели, по повод 8 март, колку во земјава се организираат? Има ли такви жени кои што сакаат да посветат еден ден на места во земјава каде што не биле? Јас многу често им сугерирам да време е да се надмини онаа забава класична во кафана. Знаете, лани, не знам дали се сеќавате, излезе една снимка превземена од некоја телевизија, беше битолска, каде што лудо се забавуваат на едно оро, па му се измонтираа од Бетмен некои музики, многу интересно. Треба да се надмени тоа во класично во кафана. Барем една екскурзија низ Македонија каде не биле. Нека поседат Смоларски водопади, нека одат Матка, Нудите ли тоа? Скопје, да, и тоа.
и може и таму да се организира. И можам да ви речем за тие некои повозрастни дами од фирмите кои цела година никаде не. Верувајте да има такви жени кои само еден ден во годината им е тоа за екскурзија. И јас им викам, немојте да одите тука в кафана, одете барем во Охрид, ќе ви организираме, ќе ве прошетаме, ќе се качиме догоре, направите една екскурзија и од која ќе се вратат, верувајте, еден месец за тоа збораат. Како некој достигнува негде били. Големо доживување. Дали имаш некој апел до нашиве битолчанки да побрзаат со организирањето, бидејќи ќе нема место, каде би им предложил да патуваат? Апел како за секоја организирана тура, за секој датум кога организираме, што побрзо да се одлучат, зашто за нас тоа е голема помош. Прво, да сакат да патуваат и треба да патуваат, ама кога побрзо ќе се одлучат, за нас е полесно да го реализираме тоа, да го склопиме, да се потврдат хотелите, да знаеме отприлика колку луѓе и многу полесно и подобро ќе организираме цела работа. Еве се наоѓаме на месец дена скоро пред овој празник. Значи ли тоа нешто покрај организацијата, некое улеснување и во однос на плаќањето? Да, за порана уплата даваме одредени попусти. Да речеме, еве до 1 февруари имавме гратис беше гала вечерата со музика за уплата целосна. Или даваме некои други попусти, имаме 10%, 7% попуст, само да ги мотивираме што побрзо да се одлучи да можеме да ја реализираме таа програма. Ти благодарам што ова утро беше мој гостин. Се надевам наредниот петок повторно ќе се видиме, ќе имаме нови информации за понуди кои што вие ги имате и да ги натераме битолчани малку да излезат од градот. Се разбира, ќе поразговараме и на други теми во врска со туризмот. Мило ми е што сум гостин твој. Ти благодарам. Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со утринската програма.